Клинт Иствуд направи гаф на Националната конвенција на Републиканската партија. Во текот на импровизираниот говор, Иствуд покажал знак кој асоцира на коленје, а бил упатен на актуелниот претседател Барак Обама. Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States. Среде овации од партиските делегати на конвенцијата во Тампа, Флорида, но и пред милиони гледачи во живо преку ТВ, Мит Ромни ја прифати републиканската кандидатура за претседателските избори со најавата дека ќе го обнови ветувањето што го нуди Америка. Со малку поинаква стратегија од досегашната кампања, Ромни не појде во жесток вербален атак врз актуелниот претседател, туку дипломатски истакна дека посакувал Барак Обама да успее на функцијата, затоа што сака САД да успеат, но дека ветувањата на Обама резултирале во разочарување и поделби, поради што заклучи дека американците заслужуваат нешто подобро од тоа. Во замена за довербата на гласачите, Ромни понуди конкретен план од 5 фази за подобрување на економијата и отворање на 12 милиони работни места. Во глобалната дипломатија вети помала флексибилност, а повеќе рбет, заедно со поголема лојалност кон американските сојузници како Израел. А конвенциите не можат без спектакл. Затоа синоќа се погрижи актерската легенда Клинт Иствуд. Водеше диалог со празно столче на кое наводно седи Обама. Рече дека политичарите се вработени од граѓаните и дека треба да бидат отпуштени ако не си ја вршат работата. И што во дух на Валканиот Хари, што во каубојски стил од шпагети вестерните, изненади многумина кога веднаш потоа со палецот повлече долж грлото. Настапот на Иствуд инстантно ги забранува новите медиуми. Од редовите на Обама стигна реакција преку Твитер со порака: столчето од Белата куќа е зафатено, а многумина се прашуваат дали почитуваниот актер со гестот, но и бизарноста и ласцивноста во другите коментари од настапот стави дамка на долгата кариера. Анкетите на национално ниво покажуваат дека Ромни и Обама се практично изедначени на 10 недели до изборите на 6 ноември. Гласачите мислат дека Ромни е подобро поткован да ја подобри економијата, но Обама повеќе им се допаѓа. Демократите ќе одржат својата конвенција наредната недела во Шарлот, Северна Каролина. Од Вашингтон, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски.